Се враќаме во студиото, време е за првиот, односно првиот, јас со тој прв и првиот и вториот разговор, па и третиот ги најавив како први. Меѓутоа, јас мислам дека тема спорт и затоа вака се случува. И тема спорт, меѓутоа и веќе е после нешто, колку е 9:20, рано многу стануваме. Концентрацијата веќе ни опаѓа, меѓутоа имаме едно фино женско друштво во студиото на Македонија Наутро, реков имаме и познати лица, Ани да, имаме најава на еден убав настан, всушност и видеото го најави настанот кој што ќе се случува во Скопје. Македонија е домаќин на светското училишно првенство во ракомет кое почнува утре, а ќе трае до 29 април во главниот град. На оваа тема наши гости во студиото, како што спомени мојот колега Драги, прекрасни дами, веднаш до мене, Елена Мицковска, претседателка на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, селекторката Даниела Вељановска-Новеска, добро утро и за вас, Мила Ристовска, капитен, и Ивана Трифуновска, десен бек. Мислам дека не погрешив, нели? Така е. Добро утро за сите, драго ни е што денеска сте гости во Македонија Наутро. Добро утро, благодарам на поканата. Јас втор пат сум гостинка во вашата емисија. Навистина се чувствувам пријатно, меѓутоа овој пат не сум сама, како што кажавте и вие. Дел од женската репрезентација на Македонија која што ќе настапува на престојното светско првенство во ракомет заедно со нивната селекторка, и драго ми е што гледачите ќе имаат прилика да ги запознаат дел од ракометарките кои што ќе учествуваат на овој голем настан. 21 држава ќе се бори за светскиот трон во Скопје. Повеќе од 700 ракометари ќе бидат дел од оваа голема ујубава манифестација. Дали е се подготвено? Па, знаете како, навистина се е подготвено, иако сме при крајот на оние финални подготовки, меѓутоа со задоволство можам да кажам дека луѓето кои што изминатиот период работеа безрезервно се вложија, навистина сме спремни да ги дочекаме сите репрезентации, да го организираме оно долго очекувано отварање на градскиот плоштад, и се разбира салите се припремени за оние настани кои што треба да се реализираат, практично надпревари кои што треба да се реализираат во текот на наредните 7-8 дена. Што остана за подготовка? Па, јас мислам дека скоро буквално све сме подготвени околу она што е нели во наш домен се разбира, останува само да продефилираат ракометарите, ракометарките, да го дадат на најдоброто од нив, да докажеме дека Македонија и Скопје е спортска нација, особено нели спортисти, ракометари, ракометот е спорт број 1 во Македонија, и зашто да не освоиме некој медали да се искачиме на пиедесталот. Започнувате со дефиле во кој што ќе учествуваат сите спортисти. Тоа започна и на плоштадот од Македонија утре во 19 часот и 30 минути. Првите гости веќе пристигнаа во текот на вчерашниот ден. Така е, првите гости, неколку репрезентации пристигнаа во текот на вчерашниот ден и доцна во ноќта. Дел од репрезентациите ќе пристигнат во текот на денешниот ден. Најавено е нели она големо отварање на градскиот плоштад во Македонија во 19 часот. Ќе продефилираат околу 700 атлети заедно со своите делегации, се разбира ракометари и ракометарки. Она што го најавуваме нели да продефилираат низ камениот мост. Камениот мост е нели символот на поврзување на нациите, пријателството, другарството, и навистина ги поканувам сите гледачи на вашата телевизија, сите спортисти да дадат безрезервна поддршка на нашите ракометари и ракометарки. Со оглед на тоа дека ова е еден од најголемите настани кои се организира практично за млади и се случиле во Македонија од целиот свет, малку подосна ќе ве прашам, еве прво со учесничките, дали сте подготвени вие за старт на надпреварите? Да, секако дека сме подготвени. Голема возбуда е за нас ова да се учествува на еден ваков настан, но се подготвувавме изминатиот период и спремни сме да дадеме максимум. Имавте поинтензивни сега припреми или си продолжувате по стандард, односно она како си вежбате, па направивме минатата недела, ова ќе го спомнеме дека направивме еден краток собир, на кој што имавме неколку тренинзи, имавме 2 надпревари кои што беа со екипи од домашниот шампионат. И тука имавме прилика да ја видиме формата на најдобро спремни 14 избранички кои што ќе настапат на овој настан. Сега да видиме како ќе се одвива таму. Така. Ви посакуваме ние многу успеси, Елена, рековме, ова е еден од најголемите практично спортски настани организиран за млади во Македонија. Да, значи од страна на училишниот спорт за прв пат во Македонија се организира светско првенство, особено нели во ракомет, и навистина сме ние возбудени, ако сме мала федерација, навистина верувајте, премногу се вложивме, го дадовме максимумот да ова манифестација го добие она заслужено место, затоа што сепак станува збор за светско училишно првенство.
Даниела, на овој начин ја промовираме и нашата држава. Верувам дека е предизвик и за вас, предизвик е и за овие млади девојки, затоа што ете ќе настапуваат со нивни врсници, ќе имаат конкуренција, меѓутоа сакаме сите да донесеме медал за нашата држава. Да бидам искрена, ова е прв настан за оваа генерација од светски размери. Значи, минатата година учествувавме на ЕОФ, исто така бевме домаќини и учествувавме на Европско првенство, меѓутоа имавме конкуренти само од континентот. Сега има и надвор од континентот и навистина ова ќе биде едно искуство драгоцено за сите нас. Главна предност е да видиме како ние се носиме со светскиот ракомет и секако медалот е добре дојдена. Секој наш настап на терен е Мила Ристовска, ти си капитен. Таа е капитен. Верувам дека одговорноста е поголема кога си капитен. Така е. Си доаѓа овај наслов на капитен, си доаѓа со своите одговорности, но за мене секогаш е најголема цел да го пружаме доброто за тимот и да ги помогнам на екипата. Точно се гледа дека она е многу одговорна и дека и она е си ја врши работата како што треба. Е капитен избран баш од тимот. Да, на заслужена позиција. Најмлада е меѓу сите девојчиња. Ивана десен бек. Да. Што ќе значи тоа за ова првенство? Пред се, ова е голем предизвик за нас, сепак се надпреваруваме со држави од целиот свет, но сепак ова е за нас голем предизвик и сакаме да го дадеме нашиот максимум, бидејќи ова е за нас и понатамошно искуство, сепак и развој, стекнување на нови пријателства. Кој е главниот акцент за вас две, бидејќи сте млади девојки? Дали е председружењето, запознавање на нови другари, пријателства, ширење на една убава комуникација насекаде во светот? Па да, затоа што иако надпреварувањето е многу битно, сепак стекнуваме пријателства со наши врсници од целиот свет и тоа е за нас многу важно, за искуство представува и развој. Мислам дека Мила сака и успех. Така е. Кога ја гледам, дека очекувам одговорот дека ќе биде и дека ќе бара и медал. Оваа генерација баш е жилна да се надпреварува. Мене ме радува фактот навистина што ќе имаат чест да бидат дел од едно светско првенство. За спортиста еден е навистина привилегија да биде на некоја завршница на ваков еден голем настан. Јас како поранешна спортистка, ученичка од средното училиште за спорт Методи Митевски Брицо, имав чест да бидам на ваква завршница и верувате, тие се спомени импресии кои што се паметат за целиот живот и чест е да се има навистина привилегија да се биде на ваков настан и навистина се воодушевувам што овие девојчиња ќе имаат навистина привилегија да бидат дел од ова светско првенство кое што ќе се организира токму во нашиот главен град. Надпреварите ќе се одржуваат во сала, меѓутоа каде ќе биде финалето? Финалето е закажано во спортската сала Расадник, која што со нетрпение очекуваме да биде отворена. Министерот за спорт навистина се вложи безрезервно за да салата Расадник биде токму готова на самиот финален настан, односно на 28 април, каде што е закажано големото финале. Јас навистина верувам дека дел од нашите репрезентации ќе бидат дел на оваа завршница. Колку е важно училиштето да им даде поддршка на ќе ве прашам вас на овие млади деца кои се надежни и кои се талентирани и потенцијали се разбира за во иднина? Да, тоа го спомнуваме често дека училиштето е исклучително важно со директната соработка со наставниците, институциите да ги поттикна децата да се бават со ракомет, колективен или индивидуален спорт без разлика, затоа што повторно ќе кажам, колку и да го промовираме врвниот спорт, ако ја немаме базата, а тоа е училиштето, значи едноставно немаме темел и основа. Бидејќи училиштето е темел, како што споменавте и вие, за сите вакви големи надпревари. Значи ли тоа дека тие може да се носат со сите останати кои што доаѓаат од целиот свет? Токму ова е шанса да видиме. Токму ова е шанса да видиме и ова е една, мислам, во моментов училишна репрезентација, меѓутоа тие се сите репрезентативки на Македонија. Кадетски до минатата година, а сега веќе до оваа година и младински репрезентативки. Така да предизвикот е пред нас. Сега сите настапувате практично за Македонија, можеби ќе бидете ривали на терен, меѓутоа нели љубовта кон татковината е она што ги ве обединува, посебно вас младите се разбира. Ќе ви биде криво нешто ако се случи некој имате другарки од друг тим па да се соочите?
Од другиве репрезентации? Од клубови различни. Клубови. Од клубови различни, па да, тоа е нормално, но кога станува збор за националната селекција, сите ние играме за едно исто знаме и на секој надпревар гледаме да сме што е можно посплотени и нормално да играме една за друга. Машки и женски надпреварувачи, да ги споменеме и како бројка, колку се, како се? Значи, две екипи се во машка и женска категорија, 14 односно ракометари, 14 ракометарки. Мене навистина ми е жал што денеска немаме представници од машкиот тим, меѓутоа доцна во ноќта пристигна од медитеранските игри и затоа се надевам дека во текот на наредниве денови ќе бидат гости во вашата емисија. Точно така. Колку медали очекувате? За секој играч по еден. Да. И тоа златни. Ние ви посакуваме да бидат Фала ви така. многу. Елена убаво рече нека бидат златни. Па повторно го очекуваме. Не беше страшно, нели? Не. Со оглед на тоа дека само да додадам дека сите овие репрезентации, иако е училишно преварување, доаѓаат спремни со репрезентации од репрезентативци од нивните редови. Не се тоа само деца од средно училиште. Така да само направивме анализа, да, дел од репрезентациите што доаѓаат се навистина најдобрите ракометарки во своите држави, навистина мислам дека ни престои интересно првенство, силно првенство и мислам дека ќе бидеме горди овој. Ќе се разбира адреналин пред ваков голем настан. Уште еднаш само за крај, која е пораката до сите наши гледачи? Да дојдат, да ги поддржат, затоа што сите спортисти сакаат полна сала. Се разбира дека нели спортот се игра и за публиката и ги покануваме сите, буквално сите без разлика дали се љубеници на спортот или не се, затоа што станува збор за држава, станува збор за брањење на националните бои, да дојдат и да ги поддржат нашите ракометари и ракометарки за да може да го дадат својот максимум, едноставно да видат дека се вреднувани, дека се на вистинскиот пат во тоа што го работат, да продолжат, да бидат успешни затоа што само така можеме да стигнеме до целта. Судејќи по она што го гледаме, вие сте подготвени, ви посакуваме многу среќа и многу успеси. Реков, повторно ве чекаме. Мене ми е драго што ја гледам таа самодоверба и кај двете наши гостинки. Сепак млади, меѓутоа знаат што сакат и тоа е најбитното, се разбира. И вам во организацијскиот дел да поминете најубаво. Повторно го очекуваме, реков, не завршуваме тука со нашата соработка. Добро се знае, целта е јасна, се разбира, медал за Македонија. Долго очекуваниот медал, се надевам дека овој пат ќе биде. А како домаќини знаеме секогаш да се Јас верувам дека како и секогаш сме добри домаќини, дека и овој пат ќе се покажеме во вистинското светло. Благодариме што еднаш. Благодариме на поканата.